Civil Media. Добро, тогаш да почнеме. Пред се до господинот Пендаровски, благодарност што се одзва на иницијативата на Мегдан. Жалиме што не е тука и вашиот против кандидат за заедно да одговорите на некои прашања, како што впрочем беше замислена оваа иницијатива. Меѓутоа, сепак и во интерес на времето, пред се ќе ве замолам да имате конкретни и кратки одговори, за да можеме да стигнеме да поставиме што е можно повеќе прашања. Нема да должам, ќе почнам веднаш со првото прашање го поставува Ирена Стериовска. Гласи: како граѓанин, како се чувствувавте дента кога се изгласа амнестијата за дел од обвинетите за настаните од 27 април и што мислите за амнестијата низ призмата на принципите и вредностите на шарената револуција? Наискрено, ја имам посебен однос према тој ден, затоа што бев пратеник и бев еден од оние кои беа нападнати. Че не го гледав тоа на телевизија и имав големи проблеми потоа да се соочам со луѓето кои беа и пратеници и беа од другата политичка партија, од тогашната се уште владеачка партија, кој тоа сето тоа го организира. Меѓутоа мораме да разграничиме тука две нивоа. Че ние не можеме 27 да го гледаме 100% низ правна призма, затоа што стануваше збор и есенцијално за државен удар организиран од тогашната партија на власт која сакаше да спречи мирен трансфер на власта. А потоа знаете да нема тука никакви заобиколувања. Не треба да се лажеме. Знаете дека промената на уставот која требаше да произлезе од Преспанскиот договор, за да новото име важи и во внатрешниот правен поредок, бараше 2/3. Значи во тој момент ние се соочивме со барањето на две добра, чиста правда и отворање на евроатлантските врати. Најголемата дилема, ако сакате да верувате, не мора да верувате, беше кај ние што бевме внатре и кај ние што бевме внатре и особено кои оние мои колеги во тоа време пратеници кои беа на граница на живот и смрт, кои беа најмногу повредени. Кога го видов, ја видов содржината на законот за амнестија, ми олесна. Зашто? Затоа што имаше неколку основи кои исклучуваа луѓе да добијат амнестија, да бидат помилувани, бидејќи влегуваа в групата или на организатори, што не може да се прости, па тама не знам какво добро да е на страна дали влез во ЕУ и во НАТО, луѓе кои носеа оружје во собрание, значи не беа заблудени патриоти кои легле од емоционални некои побуди, да ја бранат Македонија, мислејќи дека таа е загрозена со изборот на Талат Джафери за спикер, и не беа опфатени со тој закон луѓе кои дигнаа самите рака, че учествуваат директно во насилството со оружје или без оружје. Јас мислам дека кога ќе го ставите на страна фактот дали да му дадеме 15 години робија на Крсто Муковски кој отварал врата во собранието, а демонстрантите секако ќе влезеа и да не беше тоа отворање на врата, и при тоа не бил организатор, иако беше член на владеачката партија, лично не нападнал никој од колегите пратеници и не носел оружје во парламентарниот дом, и од друга страна имате потреба да направите 2/3 за да го промените уставот, со што дефинитивно на сите нас и сегашни и идни генерации ни се отвараат вратите на развиениот свет. За мене беше јасно како човек кој беше еден од нападнатите дека е подобро тоа да го направиме, отколку да одиме со неселективно казнување и на луѓе кои реално не употребиле насилство, ниту имале намера да организираат употреба на насилство. Таа одлука не беше тешка, таа морална дилема постои кај сите што бевме внатре во парламентот, постои ден денеска кај мене. И мислам дека со текот на времето, гледајќи ги овие перспективи во политичка смисла за државата што се отвараат во насока на реализација на нашите стратешки цели, мислам дека тоа во секој случај требаше да биде направено. И ако тоа беше гласано и направено Зоран Заев, кој имаше крвјосана лица, ако тоа во тој период, немојте да заборавате, законот за амнестија е гласан со 95 гласа, ни еден против, ни еден воздржан, ако тоа при гласањето го направи Зијадин Села, кој беше на граница на живот и смрт, сигурно тие дилеми ќе ни биле уште подлабоки и поголеми. Че ако тие тоа го направија Шекеринска, да не ја спомнувам со не знам колку шалови на главата, сите, не само осумината кои ги исклучи од ВМРО, комплетната пратеничка група на ВМРО ДПМН и гласаше за тој закон и затоа е донесен со 95 гласа за, ни еден воздржан, ни еден против. Кај сите нив, дури и кај најтешко повредените, беше повеќе значење имаше тоа да се отворат перспективи за државата, отколку
да гониме луѓе кои објективно не направиле лично насилство, ниту организирале насилство против своите колеги пратеници. Цивил медија